Здраво живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Како сме, Панче? Добре, Марина. Полека, секој ден со се подобро е ножето, Супер. копанчето е се подобро. Така да, добро се чувствувам. Се спремав, темата е доста интересна, главата ми чури од закони, Да замислам. од закони, подзакони и сум среќен што ти имам тебе тука како експерт за темава денешна. Така да верувам дека ќе биде интересна, информативна за сите кои што не слушаат. Фала ти, ама јас како така наречен експерт и мене ми чуреше главата, дека стварно се многу промени. Ама ајде ќе пробаме некаков преглед да направиме, така да ќе се концентрираме само на тие теми што може да им бидат интересни на нашите. Точно така, како што рече, овој закон кој што е веќе од 2020 донесен е доста широк, доста голем аспект и доста голем број на луѓе опфаќа. Меѓутоа ние се потрудиме или ќе се потрудиме во кратки црти, па може и на некои пошироки области да се обврнеме, кои што се за нас верувам интересни, меѓутоа ќе бидат уште поинтересни за луѓето кои што ги зафаќа. Пред се на почетокот да кажеме зошто е овој закон донесен. Статистиката е таа. Секој вели, чите статистика, нема статистика што не е фризирана или не е поправена, не е статистика. Меѓутоа извадивме некои свежи податоци од 2024 и може да се каже дека во февруар 2024 во Германија имало 706.201 отворено работно место, кое што не е пополнето. Ова е невеќе околу 9,2% во споредба со истиот месец од лани. Кога ќе ставиме наспротив ова дека во Германија има околу 2,8 милиони невработени, а 45,7 милиона вработено население, сепак оваа бројка во прв момент звучи мала, меѓутоа сепак овие бројки се веќе подолго време актуелни и не можат да се затворат, да речам. Вработните позиции не можат да се затворат. Така да со овој закон, речеме тој што е квалификуван за квалификуван кадар, покушаваат властите да ги подобрат овие, да ги покријат овие работни места со отварањето на можноста и луѓе или кандидати од земји од трети држави, како што ги нарекуваат они, да си го најдат работното место во оваа држава. Да, така е. Значи промените се првенствено наменети за во врска со работна виза, значи престој врз основа на работен однос тука. Малку вака позадина да се каже, не позадина, мора да се спомне на ова место дека оваа промена сега што се случува и што се случи од 18 ноември првата, сега во март, па во јуни и така натаму, тоа е стварно голема работа. Значи big deal е за Германија и за сите што живеат тука. Не е само за тоа дека е промена на закон, нели промена на закон има секогаш. Нешто ќе се смени, ќе се додаде, ќе се одземе. Тука е голема промената, бидејќи се смени првиот параграф во Законот за странци. Првиот параграф во Законот за странци до пред некој ден беше дека овој закон служи за ограничување на имиграција во Германија. Значи ограничување се знае што е ограничување на некои права што ги има човек. Од промената на законов намерата е друга и не е веќе ограничување, туку е управување на имиграција, значи Steuerung des Zuzugs. И со самото тоа што се менува намерата на законот, се може да се каже и која е намерата позади тоа. Значи, намерата е да се отвори повеќе, да се отворат повеќе можности, повеќе луѓе да дојдат тука за да работат и со тоа да се пополнат тие места, што ги спомна Панче сега, за многу гранки да продолжат да бидат продуктивни или да почнат да бидат продуктивни, бидејќи малку хаотично е во неколку области. И тоа е стварно најважната работа за овој закон, да се знае дека ќе се отвора повеќе за работа, за луѓе што сакаат, што имаат некои квалификации, што сакаат да се стекнат со некои квалификации и што сакаат да ги нормално да си работат тука во Германија.
тука на ова место мора да се каже, мислам, се подразбира само под себе, ама сепак да се каже дека нормално не е тоа само за македонци, туку и за сите нации, така да сите што доаѓаат тука, што се нови, па и што уште не се тука, да знаат дека тука живеат многу различни националности, за нив исто така важат овие олеснувања и да, тоа може малку да биде промена од досегашниот живот во Македонија, ама не мора да биде баш и негативна промена, баш напротив. Точно така, Марина. Ти благодарам за тоа што го кажа, или како дека главниот, кој е главниот проблем или кој е главниот параграф што го сменија они со оваа промена. Јас повторно ќе да извадам сега втората статистика, која што за германците или за државата Германија е уште побитна, а тоа се во кои гранки најповеќе е потребата од работни места, поготово, како што подлече ти, во првен план или во првична основа се работи за квалификуван кадар. Не зборуваме за неквалификуван кадар. Има некои поволности за неквалификуван, меѓутоа тоа ќе речеме на крајот, ќе го сврнеме. Значи, кога ќе размислиме се тоа, кога ќе ставиме она бројка што ја спомнавте, тие 706.000 отворени работни позиции, негде околу 57.000 се во сообраќајот и во сообраќајот и во логистиката. Сообраќајот зборувам без шофери, значи во оваа гранка не спаѓаат шоферите. Негде околу 56.000 отворени места се во продажниот сектор, значи продавачки, во продавница, во пекара и во останати места. Медицинскиот дел опфаќа неколку 49.000 отворени позиции, потоа доаѓаат во металната индустрија, машинската индустрија со неколку 46.000, да дојдеме до шофери, да спомнеме горе шофери, неколку 35.000 отворени работни места за шофери моментално во Германија, и на крајот се неколку 26.000 отворени позиции во секторот на социјални работи, градинки, воспитачки, негувателки и останати професии. Значи, спектрот скоро во секоја гранка, значи не може да се рече дека има некоја гранка која што може да рече окей, ние сме задоволни, имаме доволно персонал, доволен кадар и можеме да правиме промена, а и вработените да прават промена на работните места. Ова е доста и поволно за моменталната ситуација во Германија, бидејќи доста лесно може човек да најде работа квалификувана. Зборуваме секогаш за квалификувана работа, а една квалификувана работа се знае со што се поддржува. Се знае дека нешто завршено или работно искуство. Тоа работно искуство со овие промени, законски промени, веќе влегува во сила. Порано работното искуство не важеше. Немаше никаква улога. Дали си работел ти 10 години како столар, како џамџија, како автомеханичар или некои други професии, битно било каква ти била дипломата, со тоа го потврдуваш. Сега, со новите кои што ќе ги спомнеме сега податому, веќе се отвараат можности за луѓе кои што имаат работно искуство, а нешто друго завршиле, тука да бидат оквалификувани како квалификуван кадар. Така е, да. Тие што живеат тука знаат и сигурно осеќаат во секојдневниот живот дека има потреба од квалификуван кадар. Е пример кај мене, има потреба од воспитувачки, бидејќи градинка веќе 4 недели е со ограничено работно време, само до 1 сат. Никој не прашува дали може да го чуваме детето, дали имаме некој. Ние што сме вака без баби дедовци немаме и тешко е стварно да се снајде човек. Верувам дека и на многу други така, бидејќи со градинките е стварно катастрофално и да се надевам и со ова ќе се смени нешто. Ја верувам дека не е само во градинките да отвори. Има некои познавам пекари, на пример. Каже, купуваме, на пример, бродче. Не, бродче за пајле. Не, че тој бродче. Да. И ти стои по некоја затворено у 4 сати, каже, чеке добро другиот ден прашав зошто че у 4, вика нема персонал, вика мора затворен, нема кој да биде вече до 6 или до 8 или до останатото време. Па и кај мене во мојата професија како опродавници тешко се наоѓа да ти отпакува роба и останати работи. Значи, сега дека во секој сегмент, верувам дека во секој сегмент потребата за работна рака во Германија е и они осетија таа потреба и со ова покушаваат целиот тој, да речем, недостаток да го
да го покријат или да го затворат. Колку ќе им успее, времето ќе покаже. Да, ќе покаже, да, може нема да покаже следниве месеци или еве година дена, ама мислам дека на долг рок ќе даде резултати, посебно бидејќи понатаму се планирани други промени 26-та, 29-та година, ама не одиме до таму, ќе збориме за тоа што е денес Да. и да, кои се промените актуелни. Океј, која е битната промена, освен она што, како што го рече ти, како што го напомена, што они фактички го отворија пазарот на работна рака за сите во овој момент. Како што река, како рече, имаше некои повеќе етапи, во повеќе етапи се одвива законот, од ноември, па е сега во март и следниот е во јуни. Ќе почнеме со една информација што е релевантна за сите тие што се дојдени со виза за Западен Балкан. Тоа е визата за неквалификуван работен кадар. До сега беше контингент од 25.000 визи годишно, мислам дека смеја да даваат. Сега е 50.000, значи се дуплираше. Уште позначено е дека нема веќе рок на траење, значи на неограничено време важи. Таа одредба останува, Да. таа одредба останува и понатаму, секоја година контингентот останува постојан, значи не е ограничен, бидејќи што рече ти, сега беше до 23-та и видува дека со тоа нема да направат некоја си голема полза, да укине тоа и затоа таа одредба ја укина, значи тоа ќе остане и понатаму тој принцип, но мораме да напоменеме дека сепак визата останува во амбасада во Скопје. Сега пак нешто се почнале муабети, ќе може да се дојде без виза, да се работи од тука и секогаш кажуваме тоа не е можно. Точно. Сега, Дефинитивно. Да, дефинитивно тоа не е можно. Ќе кажеме сега можеби зашто е забуната, бидејќи има една друга опција која што може да се интерпретира така, како обиколување на визата и на законот, ама не е така. Тука само уште едно да кажеме дека контингентот на 50.000 ќе биде зголемен од јуни оваа година. Значи не од сега, од јуни за 3 месеци. Да. Таа друга опција, која што сега ја спомнав, што се шири низ групите дека, мислам, што се шири секоја година, дека може да се дојде тука без виза и да се работи, се нарекува сега kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung. Точно. Да, тоа значи дека ако некоја фирма има потреба од работна сила, неквалификувана, може по брза постапка да поднесе барање во Завод за вработување, значи Bundesagentur für Arbeit, и они од таму да дозволат за човекот од странство да дојде тука и да работи 90 дена во пола година или 8 месеци во 12 месеци. Но треба да се напомне дека тоа е во одредени гранки. Гастрономија, да. По Dienstleistung, тоа се подразбира тука за чистење, да речем се на германски Reinigungskraft, верувам дека многу ќе ме разберат. А сезонските работници во оваа регулатива не спаѓаат. Значи, како што рече Марина, воспротивно или да речем малце диаметрално од Западен Балкан, каде што Западен Балкан кандидатот конкурира, овдека работодавецот бара неквалификуван кадар во овие гранки. Значи, во ресторанти, гастрономија и тие работи. Тука важно е на ова место да се каже дека луѓето што ќе дојдат со оваа можност, со оваа дозвола за работа, нема да можат од тука да си ја продолжат дозволата за работа. Туку, ако сакаат да остануваат подолго, ќе треба да се вратат во Македонија да си побараат термин во германска амбасада и да си го поминат регуларниот пат на барање виза според регулативата на Западен Балкан. Значи, таа дозвола, тој работодавец што ќе ја побара ќе важи за 3 месеци, односно подолго, во зависност од потребата и после таа потреба, значи се претпоставува дека ќе ја нема веќе работодавецот. Така да ќе треба да се бара друга работа и да се бара други можности ако сака човек да остане во Германија подолго. Точно така, Марина. Регулативата Западен Балкан оставува, само ова е друг
начин на Да, ова е доаѓање. друг, ова не е само за Западен Не. Балкан, да се за цел свет, значи за сите, да, за цел свет. Има, ќе оставиме линк во шоу ноутс, некој ако сака да се информира. Има 2 листи на земји за кои што е ова дозволено. Листите на едната, земјите на едната листа мора да бараат виза уште во матичната држава, бидејќи тие воопшто не може да дојдат во Европска унија или во Германија без виза, а државите во втората листа може да дојдат без виза само со отсуштие, значи со дозвола од Завод за вработување. Исто така, фан факт, на таа листа сме уште пишани како фиром. Тоа исто видов, први сме на листата, формер и така натака. Добре, че сме први. Да, барем таму сме први. За мене што е интересно во овие целиви промени е, од моето искуство е тоа што порано беше тоа што значи завршеното образование беше поврзано со професијата која што изработуваш или која што работиш во Германија. Сега што овие нови одредби сосем квази се отворија германците на сосем друг начин го третираат образованието како пример завршен економиста можеш да работиш не само во банка или не само можеш да работиш во прехранбена индустрија, можеш да работиш во електронска индустрија. Тоа останува да биде одредба на работодавец. Да, тоа е така, тоа е супер. За многу професии исто така ќе отпадне тој Kaufmann-Prüfung што се вика, што се прави од Заводот за вработување, каде што ако има многу пријавени, се гледа кој би имал предност за да ја добие таа дозвола за работа и таа проверка нема да ја има. Точно. Отпаѓа проверката дека кандидатот стои, пред него има некој друг, па може тој да ја добие. Не. Таа, да речем, порано што потожи. Јас пак ќе се враќам на времето кај мене. Ми се деси мене, си надов работа, сите работи ги средив. И таа од Заводот за вработување ми вика, не, има некој друг да работи таа работа. Ти не можеш таа работа да работиш. Ти одбиваат за работна виза. Пред 30 години постојат тие закони кои што од некој мислат дека леле сега законите вакви, пред 30 години беа така законите. Значи, од кај идеш, врз основа на тоа како идеш. Сега со ова е сосем многу либерализирано. Така е. Тука исто да се спомне уште еден исклучок од сите професии, што секогаш бил исклучок, а тоа е IT браншата. Да. Да, IT бранша, ако сака некој да работи тука, не мора да докаже дека не мора да покаже образование, диплома или било што, може да се вработи тука во IT бранша ако има соодветно искуство. И да се докаже, нели, тоа може да се докаже со ако работодавецот во Македонија кај што си работел како IT кадар, ти даде потврда да се преведе печат од фирмата, тоа е тоа. Точно, Марина. Може да се исто така се опише што сте работеле, какви задачи сте имале за германскиот работодавец, едноставно да види во што има човеков искуство, во што би можел тука да ми се најде. Тоа треба да се опфати во препораката, како што да речем по македонски речено, или по германски Arbeitszeugnisот, што ти го даде работодавецот, кога сакаш да замениш или го речеш, слушај, дај да видам ја како ти ме оценил мене. И во таа препорака треба да пише дека кандидатот или вработениот е во работен однос на таа и таа позиција во толку и толку работно искуство. И тоа се знае дека ако кандидатот работел во IT браншата и има 5, 6, 3, 2 години, тој ќе му го потврди тоа дека веќе го работел тоа и тоа му е фактички како потврда пред овдешните, да речем, институции и пред овдешниот работодавец дека влегува во тој топ на добивање на плава карта. Да. Еве сега гледам 3 години треба да си има искуство, не. Ја не сакам да те проверам, знам дека ти си експерт и ги имаш сите пред тебе. Па не, се збунив со многу одредби, со многу нови работи. Реално сега не работам таму, јас сега само за студентите ми е битно тоа и на крај ќе кажеме. Да. Ова друго не ми е толку блиску, мада мислам дека и на самите луѓе што работат таму, ќе им треба малку време додека се навикнат на се, додека ги научат сите овие новини. Исто интересно за IT бранша да се спомне, за мене ми е интересно, барем и тогаш ми беше кога го слушнав. Во 2005 година Законот за странци се има уствари отворено
малку баш за да дозволи луѓе од странство да работат во оваа бранжа. До 2005 година луѓето тука што студирале, после студиите морале да си одат дома. Значи немале можност тука да се остане, освен ако не се студира нешто медицина или било што, мада мислам дека и за тоа имало ограничување. 2005 се отворил законот за да има повеќе IT специјалисти. И од тогаш е останато, од тогаш е студенти тука што студираат може да останат тука, да работат, да земат трајна дозвола за престој, па и државјанство понатака и така натака. Значи сега е веќе за сите можно, порано било само за IT. Тие што не знаат што е плава карта е дозвола за престој, работна виза за квалификуван кадар. Не е плава картата, значи ако некој добие, не е плава, иста е како сите дозволи за престој, само пишува наместо Aufenthaltserlaubnis, пишува blaue Karte EU. И тоа. Плава карта. За плавата карта треба да се спомне дека порано плавата карта им се даваше само на некои одредени гранки. Да. Доктори, медицината беше, некои инженерски професии и тука завршуваше можноста да се добие таа плава карта. Со новиот закон или со полеснувањето, со отварањето, тој сектор се проширува во многу други гранки. Во многу други, ако не и во сите гранки во кои што човек има добиено диплома, бечелор, мастер, било што. Точно, верувам дека како што рече ти, завршен факултет е успешно. Факултетски образованите луѓе веќе не се обврзани да бараат друг извор на идење на Германија, туку одат преку плавата карта. Порано тоа беше преку фахкрефте, сега нив, значи високо образованите, зборуваме за факултетски образованите луѓе, имаат право да заминат за Германија со добивање на плава карта. Значи тука веќе социјалните професии ги ставија внатре, значи градинки, професори, учители, инженери, ветеринарни доктори, апотека, значи апотекари, фармацевти или имаше долга листа. Долга листа, знам, работевме порано со таа Mangelberufe. Точно. Значи неколку од куку, прво на почетокот беше неколку 15-20 беруфи, сега неколку 200-220 беруфи или професии и прогласија како недоволно или Mangelberufe како што рече ти. Значи таа листа е сега многу проширена. Да. И многу верувам дека многу ќе се променат во таа листа. Да, апсолутно. Порано исто така имаше разлика, значи до 2023 имаше разлика со границата за плата, значи се знаеше за тие така наречените Regelberufe, границата беше една, например да речеме 50.000 евра годишно требаше да се заработува, а за овие другиве Mangelberufe, значи професии во кои што има недостаток на работна сила, границата беше секогаш пониска. Секогаш. И затоа требаше секогаш да се види, да се спореди, окей, во која професија сум јас, каде е таа сместена во листава, која граница на плата важи за мене. Сега тоа во 2024 се смени. За сите професии важи границата 41.000. Тука ако некој се прашува што е работата со плава карта, каква разлика има од обична работна дозвола, носи неколку поволности. Носеше и сега уште ќе носи со новиве промени. До сега беше можеше човек, например, за пократко време да добие Niederlassungserlaubnis, неограничена дозвола за престој, во зависност од тоа какви јазични познавања имаше. Значи, ако има подобри познавања во јазикот, можеше и по 3 години да земе Niederlassungserlaubnis. Точно. За разлика, нели, за тие што се со неквалификуван, како неквалификуван кадар, тоа беше можно после 5 години. И за сите други. Значи, општата одредба за трајна дозвола беше 5 години. Добро, плавата карта од секогаш била високо цената, високо рангирана. Цената е, да, само може некој ќе си рече зашто сега, што е разликата од нормална работна виза. За спојување со фамилија исто така имаше поволности, полесно може да се донесат фамилии и исто така ако сакаш со
значи со твојата работна виза, односно со плавата карта да одиш во Европа, во друга работна држава друга европска држава да работиш и исто така и тоа беше можно. А со обична работна виза како неквалификуван кадар не е можно. Точно, Така да имаше неколку опции поголности. понатаму постанува доколку кандидатот, да речем некој македонски граѓанин, поседува плава карта во Франција, со новиот закон, може слободно таа плава карта да ја користи во Германија. Значи, тие се тие порано така не беше, порано мора вакво посебно да ги беантрага да ги поднесуваат барањата за Да. такво. Сега веќе отворено, значи ако верувам дека нашите повеќе Словенија пераат натаму, ако си во Словенија со плава карта, тоа можеш сега и во Германија да функционираш и да работиш со таа плава карта која што си ја стекнал во Словенија. Да. Да. Просто ја. Да, така е. Принципиелно, ако некој има плава карта, ако се интересира за оваа тема, може исто така да ни пише, има и тука некои дополнителни одредби, ама да не навлегуваме сега во тоа, бидејќи сепак мислам дека нема да ги засегне многу луѓе. Ама верувам дека треба да спомнеме за плавата карта е тоа дека можат кандидатите кои што од 1.3.2024 година ќе го стекнат правото со плава карта, полесно да ја донесат фамилијата. Значи, фамилиен нахцугот за овие кандидати е доста олеснителен, па таа дори не се обврзува само на, да речем, на првото колено, како сопруг или сопруга, или дете, туку веќе преминуваат на следните, да речем, не колена, меѓутоа следните блиски, а тоа се родителите. Дали родителот на носителот на плавата карта или родителот на сопругот, сопругата, значи фактички бабата, дедото или свекрот и свекрвата, како сакате да кажете сега. Значи тие се тие дополнителни околности, но мора да се напомене дека за овие членови гарантираат носителите на плавата карта. Значи треба за нив да биде да биде осигуран животниот стандард во Германија. Значи не подлежат они некакви тука социјални помоши и останати побласници, значи тоа се ќе оди преку носителот на плавата карта. Значи при спојување со фамилија со некој со плава карта нема веќе да се бара да се покаже колку е станот или просторот за живење голем. Колку квадратни метри изнесува. Значи до сега беше или е уште така, според социјалните закони, на секој човек возрастен му требаат 12 квадратни метри за живот. За деца беа тоа се 10 квадратни метри, за бебиња до 2 години не се во пресметката. Тоа веќе нема да биде никај плава карта, дури никај другите визи. Значи уште еднаш да повторим. Нема да има потреба од големина на стан, нема да има потреба од прикажување на плата, бидејќи самата плава карта произнесува тоа дека кандидатот веќе има доволно средства кои што се поголеми од барањата за издржување на фамилија. Ова се однесува, уште еднаш да повториме децидно, ова се поднесува на сите параграфи што се за квалификуван кадар, 18 А, Б, С, Д, Е. Сето она што е на 19 С, тоа значи Западен Балкан, неквалификуван кадар, негователки со новиот закон, и понатаму, за да се донесе фамилијата, е потребно приложување на доволна квадратура и приложување на сума на одредени средства, парични средства, за да може кандидатот да ја издржува фамилијата. Ова што го спомнавме за спојување на фамилија со родители во Македонија и родители на сопруг-сопруга, тоа ќе биде можно, исто така од сега, со новите промени, да се каже само дека тоа е можно само за носители на работна виза за квалификуван кадар. Значи, според тие параграфи 18 А, Б, С и понатаму за плава карта, во законот, ако некој го интересира, ако прочита, ќе го најде исто така параграфот 19 С, кој што се однесува меѓу другото за сите што имаат работна виза за Западен Балкан, ама тој параграф не е само за нив.
И во законот сега одредено дека тие што ја имаат тој параграф, таа виза, може да ги донесат родителите, ама ако не го работат како неквалификуван кадар, туку ако работат како научници, раководители, значи ако имаат некоја позиција во фирмата. Тоа важно е да се каже, бидејќи сигурно многу размислуваат за ова, па и многу често има такви прашања, како може да ги донесам родителите, немам кој да ми го чува детето или сами се нема кој нив да ги чува. Тоа не беше можно, односно многу мала е веројатноста и уште е мала веројатноста да се дозволи такво барање, ама секогаш сум кажувала и ке кажувам, не штети да се проба, може да поднесете, значи и тие што имаат за неквалификуван кадар виза, може и вие да поднесете да ги донесете родителите. Меѓутоа, оваа нова одредба е за квалификуван кадар. Точно така, Марина. Како што рече, тие се моменталните олеснителни околности за спојување на фамилијата кон корисници или носители на таа плава карта и корисници и носители на виза со неквалификуван кадар. Значи таа разлика Со квалификуван кадар, мислиш? Да, со квалификуван кадар, да. Значи таа разлика ќе постои понатаму, значи тоа ќе остане. Да. Тука исто да се каже дека на родителите или родителите на сопруга нема да им бараат познавање на јазик за визата. Точно. Тоа е важно, бидејќи верувам дека повеќето што би поднеле за таква виза се постари и тешко би им било да научат германски, па дури на ниво А1, што е првото ниво, не секој е спремен за тоа во подмината старост. Може некој ќе сака да се научи и на стари години јазикот. Да, супер, тоа е секогаш супер и препорачуваме нормално, ако сака тука да се живее, нормално дека е препорачливо, ама нема услов за визата. Да, за студентите да кажеме, Тоа е твоја гранка. Да, тоа е моја гранка, стварно, знам дека повеќето се тука со работна виза и по работа, ама се надевам и дека барем еден студент ќе ја слушне или студентка ќе ја слушне епизодава. Има. Да, има сигурно, ама обично се така поинформирани и знаат, сигурно и знаат за оваа промена, ама е да се каже дека студентите смеат повеќе да работат од март. До сега смеа да работат 120 полни денови годишно, односно 240 пола работни денови. Сега смеат да работат 140 полни работни денови или 280 пола. Пола значи 4 сати на ден. Минимум. Минимум, да. Ми тикнува на времето, јас кога дојдов тука беше 90 со 180. Колку беше малку. Да. Деновите за работа предвидено е да се ставаат на како некое конто за работно време кај работодавецот го води тоа. И пресметката на работните денови не е, значи, стрикно одредена, ама така треба да се спроведе за да биде што е можно поволно за студентот. Значи да извлече најмногу од оваа одредба и најмногу да може да се работи. Сега во контекст со ова треба само да напоменам нешто ми текна од искуството кој што ги имам со параграфите. Значи треба да се знае дека одредени параграфи немаат право на детски додаток, Елтернгелд, значи тоа треба да знаат кандидатите, дека, например, овие што идат со диплома за Ausbildung, за факултет за студирање, значи за параграфите 16, тие работи не се или за признавање на диплома, во тие параграфи, значи кога ќе се добие таква виза, тие параграфи не подлежат на добивање на детски додаток, на Елтернгелд и останати повластници кои што кај и другите носители на визата го има. Да, така е. Добро, и тоа е веќе и твоја специјалност сега, дека ти си со барањата, со... Точно. Да. Ние имавме проблеми со 19C, ама 19C на крај веќе го сватија дека не е за сезонски вработени, бидејќи законот е нов, и оти порано многу клиенти или кандидати ги одбива, причината била 19C сезонски работник. Како сезонски работник работи во продавница или во Макдоналдс или после тоа, али тоа мисля со текот на времето го сватија дека законот е сменет и дека такви
па веќе и ретко имам клиенти или луѓе што ме прашуваат зошто сум одбиен или зошто ги немам. Доколку има некој слободно нека се јави. Да, темата е доста опширна, доста е широка, доста закони, подзакончиња и треба да се знае дека сепак и зад тој закон стои некој во бирото за странци кој што сепак го тубачи тој закон. Затоа дека не се, например, емоциите да се качуваат нагоре, дека кога некоја работа не е, таа работа треба трезвено да се види зошто оти и како е донесена, одбиена или позитивно одговорена. Затоа секогаш препорачуваме, верувам и ти, Марина, препорачуваш тензиите да се топка да се спушти на земја. Привилеги пак да речам, овие закони се нови, не само за нас, ами и за институциите, па и за тебе, ти како за секого, верувам дека за секого. Така да треба време да помине додека целото тоа се имплементира, додека целото тоа протре во, и да речеме, во последната клетка на тој систем, за да може да функционира. Во глобала може да кажем и двајцата дека овој закон е поволен за пристап кон пазарот на работна рака во Германија. Да, дефинитивно. Ја вака од друга страна што можам да дадам малку перспектива, тоа точно е што го рече Панче, ново е, секој службеник може да си го интерпретира поинаку и често се случува така да почне нешто, да се смени некој закон, па една институција, една служба за странци вака го спроведува, па после по некој службен пат или случајно или по дојава дознаваа дека соседното биро за странци тоа другачие го прави. Со бирото за странци на 50 километри па скроз друга практика си има. Значи тоа не е ништо ново, кога има такви новости во законот, тоа е да и нормално, посебно бидејќи законот не е секогаш точно да пишува тоа така треба да се прави, бидејќи многу е оставено и во можноста на интерпретирање на службите за странци. Во таков случај они си се консултираат едни со други, со министерство, може исто така да се побара од таму помош и така натаму. Значи тоа од другава страна вака ако некој го интересира како тоа се одвива. Не зиваме ние партија спрема институциите, меѓутоа сакаме да едноставно да дадеме појаснување дека треба да имаме разбирање и спрема институциите. Да, секој го потекнува лично, секој е заинтересиран целото тоа да се онаде, меѓутоа треба да имаме разбирање дека и они се во тој домен за нив е ново и како што рече Марина на почетокот, ова не е само за македонците, тука се еден куп нации, држави, зборувања, знае некој, не знае јазик, знае да се каже, не знае да се каже, знае што сега да се побара, не знае што сега го исполнил барањето како што треба, не го исполнил барањето, че тука и самите они се среќаваат со доста непознати на целокупната работа. Треба само да спомнеме на крајов дека следните промени или последната олеснителна околност се деси во јуни. Тука е таа така наречена Шансенкарта, која што во основа е некој вид на пунктесистем кој што кандидатот треба да ги исполни за да добие таа карта. Тоа може би во некоја следна емисија да го разработиме кога ќе имаме повеќе сознание, привидејќи информации. Да. Така, ова беше само краток преглед на стварно на малку работи што се сменија во законов, бидејќи мислевме дека само овие се работи што би ги интересирале нашите што се тука. Понатамошните епизоди ќе обработуваме во детал, например, ќе имаме епизоди за престој за врз основа на работен однос, за студиски престој и така натаму. Таму би ги обработувале овие промени може и подетално. Да, поконкретно, тука сега за сега тоа беше тоа. Ако ви интересира нешто поконкретно, поточно за некој дел што не го спомнавме или некој дел што посебно ви интересира, пишете ни. И ќе се потрудиме да дадеме соодветен одговор на целото. Да. Тоа би било за овој пат. Пак ќе речем, темата е исцрпна, верувам дека со Марина ќе можеме да работиме да зборуваме до утре за бајле и верувам дека и уште толку непознати имаше да испаднат од целото тоа, меѓутоа се потрудивме во еден разговор да укажеме на главните од наша гледна точка
промени кои што се дешаваат или се дешаваа во прошлото време за овој закон. Со тоа ви оставаме да не слушате и понатаму во Петочно во Германија со Марина и Панче. Тоа е тоа. Чао! Чус!